Три борачки на боречкиот клуб Олимпија од Штип викендот учествува на меѓународен турнир во Белград, Србија, каде освоја 2 златни и 1 сребрен медал во слободен стил борење. Тројца борачки на Олимпија викендов настапија на меѓународниот турнир во слободен стил борење во Белград, Србија, Президент Куп, кој што се одржа по 11-ти пат. Освоија 2 златни медали и 1 сребрен медал од тројца наши учеснички. На турнирот настапија 80 борачки од Шпанија и сите други околни балкански земји. Андреа Нисел во категоријата 62 килограми U15 без проблеми по тешкоти и стигна до првото место, каде ја потврди својата одлична форма. Имав 4 борби, првата борба ми беше со надпреварувачка од Србија, ја победив со резултатот 10-0, втората борба ми беше со надпреварувачка од Бугарија, исто така ја победив 10-0. Третата борба ми беше со надпреварувачка од Хрватска, исто така победив со 10-0 и последната борба и финалната ми беше со надпреварувачка од Босна и Херцеговина, исто така ја победив со 10-0 и освоив прво место. Тренинзите ни се постојани, немаме застанато, не очекуваат припреми во Дојран, припремите се за подобар успех на Балканското првенство кој ќе се одржи во Македонија, во Скопје. И се надевам дека во иднина ќе имаме исти вакви успеси. Златен медал освои Анастасија Трајчева, која е била прогласена за најдобра борачка на турнирот во Србија. Борев на категорија до 50 кг во 15. Првата борба ми беше со бугарка, која што ја тепав со туш. Втората борба ми беше со србинка, исто така ја тепав со туш. Третата борба ми беше со хрватинка, исто така ја тепав со туш. Го освоив првото место. Исто така бев одбрана за најдобра борачка на турнирот во 15. Во покажува поголема мотивација за мене за да продолжам натак. Марија Нисел на турнирот во Белград го освои второто место и се закити со сребрен медал. Борев на турнир во Белград, освоив второ место и се борев на 58 килограми. И ова е мотивација за мене да продолжам повеќе да тренирам и наредниот пат да освојам злато. Во следниот период следуваат подготовки во Дојран, а потоа следуваат контроли на надпревари, преку кој ќе се темпира формата за Балканијадата. Во наредниот период не очекува подготовки кои што ќе се одржат во Дојран. По подготовките следуваат уште неколку контролни надпревари и турнири, каде што ќе ја темпираме формата за Балканијадата која што ќе се одржи наесен. Големи успеси за младите борачки на боречкиот клуб Олимпија, кои во следниот период ќе ја темпират формата за следните предизвици кои се пред нив.